Студентите се многу важна алка на нашиот систем. Тие се нашата иднина. Токму и затоа суштински е значајно да видиме каков е студентскиот стандард и какви се позициите на студентите. Денес во Приказна, ова е нашата тема. Социализација, здравствена заштита, исхрана, сместување, финансии. Сите овие параметри го обликуваат стандардот на студентите. Што велат податоците? Каков е животниот стандард на студентите? Дали доволно ги разбираме нивните потреби, но и предизвиците со кои се соочуваат? Има ли начини како да се подобрат условите за живење и образување на нашите студенти? Студентите како млади луѓе се значителен дел од секое општество и се критичен ресурс за неговото идно развивање и напредок. Тие се иднината на секоја земја, вклучително и на Македонија. Квалитетното образование и почитувањето на правата на студентите може да бидат клучен двигател на економскиот раст и развој. Но за жал, ова како да не се препознава како суштински приоритет на државата. Со години наместо да се третираат како идна интелектуална маса во земјата, студентите често се маргинализирани, а нивните права недоволно се почитуваат. Гледате во последно време голем дел од нашите млади избираат да студираат во надвор од Македонија. Бидејќи ние не им нудиме такви услови, ние како факултет се трудиме, но едноставно законски и нашите властувања ги надменуваат овие работи кои што мора да се решат на државно ниво. Секаде имате закон за студентски стандард, кој што нуди низа поволности за секаква категорија на студенти од секакви социјални категории. Потоа, од друга страна, ние правевме истражувања, јас како декан постојано правев истражувања, нели, ако нешто интуитивно чувствувам дека е процес, но сепак нели да имаме некаков доказ дали сме на правата, дали размислуваме правилно или не. И направено истражување не само на наши студенти и широм Македонија, да видиме што е тоа причина главна зашто младите избираат да заменат од оваа држава. И да кажам дека може би бројките беа, се не се сеќавам точно, беа нека од 28-30%, 24%, но последна причина беше финансиите. Прва причина и најбројна беше условите за живот. Знаете, имате млада генерација кој што не сака да живее во некој без систем држава. Овие млади имаат глобален свет, ние сме веќе дел од глобалното образование, тие може да патуваат слободно, може да споредуваат. Ние имаме програми за Еразмус, за размена студенти, тие може да посетат странски универзитет да видат како тоа се работи, како изгледа. Така што за разлика од минатото кога бевме затворени и кога нема можност сите да видат како нели развиените земји или светот околу нас функционира, сега е поинаку и затоа тие уште многу рано избираат да заменат од државата. Стратегијата за високо образование се делегира на квантитет, а не на квалитет, затоа што во моментов имаме 7 државни универзитети и 20 приватни акредитирани високообразовни институции. Во случајов Србија, например, има помалку со население 3 пати поголемо од нашето население, 3,5 пати можеби. Словенија исто така има 3 државни универзитети. Мислам дека треба веќе да се размисли долгорочно што е потребно за развој кај нас на високото образование. Во делот на зголемување на партиципацијата, би сакал да кажам дека тоа беше побарано да се зголеми партиципацијата, но на товар на владата, не на студентите. А ние како Универзитетско студентско собрание се залагаме за бесплатно образование, бидејќи согласно праксата во сите земји од бивша Југославија, студентите на прв циклус, а некаде и на втор циклус, студирањето им е бесплатно. Во текот на своето академско образование, студентот има право на квалитетни студии и образовен процес, како што е предвидено со студиските програми. Слободно искажување мислење и ставови во текот на наставата и другите активности на високообразовната установа, право на изјаснување за квалитет на наставата и наставниците, редовно студирање и статус на редовен студент и право на вонредно студирање и статус на вонреден студент, редовно да напредува, да се образува и да го заврши студирањето под услови што важеле при уписот и заштита на личноста на студентот од злоупотреба на неговото достоинство. Покрај своите права, студентите имаат и своји обврски. Она што јас како председател првично го превземав кога дојдов на функција во ноември беше да воспоставам константна комуникација со институциите задолжени за подобрување на студентскиот стандард, а тоа е
Министерството за образование и наука, како и со директорот на Државниот студентски дом Скопје и со представниците студенти од студентските домови. Она што активно сега тече е реконструкцијата на студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу со проект од Германската развојна банка. Со цел да се заштитат правата на студентите, на секој универзитет се избира студентски правобранител од редот на редовните студенти на универзитетот. Мандатот на студентскиот правобранител и на замениците студентски правобранители е 2 години, без можност за реизбор. Во делот на студентските права, она што направивме после 4 години функционирање на Универзитетското студентско собрание е конечно да направиме наша веб страна. Морам да се пофалам. На веб страната која ќе отворите во делот студентски правобранител, покрај поле за впишување на представка, каде што и да се прекршени студентските права, може студентите да се обратат до правобранителот и покрај тоа се објавени и правата на студентите. Еве сега во март организираме интердисциплинарна студентска конференција во Охрид, каде што ќе имаме 18 работилници за повеќе вештини и 2 панел дискусии на одредени општествени теми, за тоа што сметаме дека покрај дружбата, забавата и она што се вика студентски неформален активизам, треба да имаме и развој на критичка мисла и размислување во однос на креирање на ставови на младите и зголемување на студентскиот активизам во сите полиња на општеството. Лошите услови во студентските домови, како немање топла вода, студени соби, нефункционалност на лифтовите, непристапност за лицата со попреченост, се најчесто најспомнуваните, но тие не се единствениот фактор кој го обликува стандардот на студентите во Македонија. Подобри услови во студентските домови, дигитализација на образованието, но и корупцијата, нееднаквоста и здравствените услуги се дел од проблемите кои со години се секојдневие на студентскиот живот. Под студентски стандард во законот се споменуваат обезбедување на сместување, исхрана, школарина, стипендии, задоволување на работните, културните, информативните, спортско-рекреативните и други заеднички потреби на студентите, како и обезбедување средства за наградување на најдобрите студенти од првите 3 најдобро рангирани високообразовни установи во Македонија. Согласно овој закон, секој редовен студент под еднакви услови има право да престојува во студентски дом. Во 2021 година, по примерот на Словенија, беше воведена мерката за субвенциониран студентски оброк, која започна со низа препреки. Покрај субвенционираниот студентски оброк и стипендиите, во 2024 студентите добија уште една опција за државна помош – ваучери за меѓуградски превоз. Под студентски стандард подразбира сместувањето, храна, превоз студентски и самите услови за студирање на универзитетот. Во делот на студентскиот оброк, односно исхраната, превземавме иницијатива за подобрување на менијата во студентските домови. Сега конкретно ќе тече постапка првично за избор на студентски совет во самите студентски домови, па потоа ќе работиме и на подобрување на мениито. Во однос на студентскиот оброк мерката, поднесовме до Собранието на Македонија и до Министерството за образование и наука измена на Законот за субвенциониран студентски оброк, така да сега наместо дневно ниво ќе се исплаќа оброкот дневно, но ќе можат средствата да се акумулираат до сабота, така што во сабота ќе имаат 840 и ќе можат поголема количина одеднаш да испазарат за тековната недела да можат да се изготват и дома оброци. Во делот на квалитет на студиите, заедно со ректорската управа, тие работат на подобрување на квалитетот преку систем на квалитет и евалуација на професорите, кој што треба да стартува од месец март. Ние како Универзитетско студентско собрание активно работиме и соработуваме со Центарот за кариера, кој што преку кој сакаме да постигнеме и развој на кариерни неформални вештини на студентите покрај теорискиот дел кој што го завршуваат професорите. Студентите во Скопје нели имаат бесплатен јавен превоз, покрај тоа оваа година Министерството за образование и наука дава ваучери за превоз, што мислам дека претходно и го немало како мерка, 1200 денари месечно како субвенција за студентите кои што доаѓаат од другите градови. И она што иницииравме ние е бесплатен превоз и за втори, за трет циклус на студии за студенти. МОН минатата година склучи договор за обезбедување на средства во износ од 25 милиони евра за реконструкција на сите 9 државни студентски домови во Скопје, Прилеп, Битола, Штип и Охрид. Со проектот се предвидува реконструкција на 9 студентски дома, согласно МОН што го има подпишано со Германската развојна банка, плюс
дополнителен фонд за енергетска ефикасност на сите студентски домови, односно поставување на сончеви колектори за енергетска ефикасност на установите. The education sector overall has undergone several stages of development in the past 30 years here in the country, and in particular the higher education branch has seen a lot of focus when it comes to quality and effectiveness, alignment with the Bologna process, looking into improving the curricular activities, but also research and innovation. But on the other side, the hardware, the buildings where students live, has received much less attention, unfortunately. And some of these buildings, the dormitories in the country, are spectacular designs. They originate from the era of brutalist architecture and are enormously nice to see, but given that little attention, have not been renovated for a very long time. So for this project we have teamed up with the German government, so the European Union and the German government are working hand in hand on this, in providing support and improve students' lives in the dormitories. And because students' housing is a very important part of university life overall, and ideally it should be something that creates a comfortable home away from home. And based on this, and also based on the European Union's Green Agenda, we have been looking into how to turn challenges into opportunities, but especially when it comes to social environmental fields. And already, in addition to our support during the energy crisis here in the country, we wanted to support the country's efforts in energy efficiency and decarbonization. And here with this project, we are able to combine actually both. I strongly believe, and I hope, that this can also serve as a pilot project and as a role model for other public buildings here in the country that can receive attention, that can come from other financing sources, that can come from national funding, but also from other donors. The project covers overall 9 dormitories, and it's a very complex structure. It's a very complex rehabilitation. For 6 dormitories, we have already completed the designs. We have already the paperwork ready. For 3, the design tender is currently ongoing and will be finalized soon. For 2 dormitories, we have already contracts signed last December, and works will start in spring. Both are here in Skopje. And the scope of the works is very inclusive and it's very complex measures that include a full thermal modernization. It's a change of the entire heating and cooling system. It's the plumbing that will need to be addressed. The electro installations are going to be replaced. Windows are going to be replaced. The roof, the rooms are going to be recreated for the students. The kitchens, all the social zones. So I believe it will be a completely new atmosphere and a new structure in this. So having said that, it is rather complex project, and for the 2 where we expect works to start, they are planned to be finalized at the end of next year, at the end of 2025. They are still Naumov and Kuzman Josipovsky people? That is correct, and already they have some capacities of some 1,300, only those 2. And we believe that with the new renovation, with the rehabilitation, we will be able to address the capacities of around 10,000 students in the countries, in the main cities, in the country, in the main cities in North Macedonia, and therewith to change students' lives for the good and for the better in such a magnitude, actually, of these high numbers. Напредокот на студентскиот стандард зависи не само од конкретизирање на факторите кои го детерминираат, туку и од креирањето на брзи политики со кои ќе се решаваат проблемите на идните интелектуалци во Македонија. Како студентка, а воедно и како правобранителка на студентите, како го оценувате студентскиот стандард на студентите во нашава земја? На почеток мислам дека треба да се прошири дефиницијата за студентски стандард. Кога велиме студентски стандард, најчесто тоа го асоцираме со студентските домови. Но и покрај тоа, студентскиот стандард ја опфаќа исхраната,
домувањето, превозот, јавниот превоз, културната програма која што едно општество може да му ја понуди на студентот, спортските активности, психолошката и здравствената помош и поддршка која исто така може да ја понуди државата на еден студент. Доколку го споредиме сето ова со други држави, ќе сватиме дека нивото на студентски стандард овде е навистина ниско. Сепак има некои промени во нашиот студентски стандард, но сепак само се бавни и недоволно брзи. Тука ние како студентски организации се трудиме да притискаме и да правиме притисок за да може овој студентски стандард да се подигне на едно многу повисоко ниво каде што ќе може да ги задоволи условията на еден студент. Го споменавте домувањето. Би сакала да се надоврзам накратко на овој момент, затоа што тоа е еден од факторите кои што најчесто се споменува како најгорлив. Да, ако направиме паралела со некоја друга земја, ќе видиме дека студентските домови се таму модерни, им овозможуваат различни услови од оние кои што ги имаме тука, кои што овозможуваат не само пристојно домување, туку и услови за социјализирање, заштита и образување на студентите. Каде е Македонија тука и колку овој горлив проблем некако дали јавноста не го препознава доволно или институциите немаат слух доволно да го решат? Мислам дека навистина е право горлив проблемот. Навистина доколку се спореди со останатите држави, ќе видиме дека кај нас ситуацијата сосема поинаква. Имаме само еден функционален студентски дом кој што ги задоволува стандардите до некаде, но и таму се јавуваат недостатоци и проблеми. Имаме 2 студентски дома кои што чекаат на реконструкција и се уште не е отпочната. Имаме криза за домување тука. Студентите не можат да се сместат во студентски домови, оставени се да си наоѓаат сместување во надвор од студентските домови, а некогаш не можат да го дозволат тоа. Тука и јавноста треба да биде посвесна за проблемот, но институциите да ги слушаат нашите барања и да бидат поажурни и да действуваат побрзо. Само со стратегии, со правилна визија и правилна стратегија може нешто да се постигне. Но мора побрзо да се случи тоа и мора да ги прашаат студентите за ова. Споменавте дека постојат неколку категории кои што го дефинираат, го детерминираат студентскиот стандард. Кои се факторите кои што пак ги влијаат врз тие услови? Па тука може да се каже дека буџетот кој што го одвојува државата игра навистина значајна улога. Оваа година буџетот за студентски стандард е намален за 10%, така што тоа е навистина жално што не се случува во државата. Кога треба да сватиме дека кога вложуваме во студентски стандард, вложуваме во студентите, тоа е целокупен залог во целото општество, не само во студентите. Така и тие ќе може да ги задржиме тука, значи ќе може идните работници да останат тука, идните интелектуалци кои што треба да создаваат трудови овде ќе останат, само што треба да се вложи, треба навистина напор од државата. Од друга страна, јавноста треба да биде малце поактивна, тука како студенти, како студентски организации, треба да бидеме и погласни и да правиме, да вршиме притисок таму каде што е потребно. Колку ве фали таа гласност на студентите и како поединци, ама и како студентски организации? Колку можеби студентите имаат парче од вината во прифаќањето на јавноста на овој проблем со кој што студентите се соочуваат? Еве, како студентски правобранител, искрено можам да видам дека се случуваат муабети некакви, каде што студентите си ги искажуваат своите проблеми. Но застанува тука, не доаѓаат со представки, например, кај мене, не се охрабруваат да постапуваат и се соочуваме со младина која што знае да биде апатична на моменти. Тука тоа го лоцирам можеби бидејќи се преоптоварени со обврски, знаеме сите дека немаат време за студентски активизам сите студенти. Сепак
треба да ни биде јасно дека проблемов ги засегнува сите страни, особено нас како студенти, и апсолутно мора да бидеме гласни и активни. Дали преку вклучувањето во студентски организации, дали индивидуално ќе ги покренувате овие процеси, дали можеби како група едноставно ќе се соберете и ќе го дискутирате, дури и самото дискутирање го актуализира проблемот и така знае целата јавност да се вклучи и да бидат посвесни сите. Колку во таа насока постои одредена процедура кога сакаат да реагираат, на кој начин да реагираат, како да достават представка, на кој начин да ви се обратат? Постои ли начин кој што еве можеби не го знаат, па ајде малку да ги едуцираме за таа процедура? Така, и искрено и оваа година фокусот е ставен од страна на нашите студентски организации, ставен на фокусот на едукација на студентите. Каде може да пријават, кому да се обратат, за какви проблеми да се обратат. Студентите се запознаени можеби до некаде со нивните права, но не ги препознаваат прекршоците и се недоволно упатени каде треба да се обратат. Секогаш кога нивното право е прекршено или угнетено, треба да ми се обратат мене со представка. Имаме оставено контакт на официјалната Инстаграм страна на Универзитетското собрание. Можат да ме најдат секако и да ме контактираат. Покрај мене постои и самото Универзитетско собрание како тело и можат да достават и до таму представка и барање и иницијатива за било каква промена. Ние сме тука сепак за студентите на крајот од денот. И во однос еве и за други горливи прашања, на пример корупцијата која што не се случува и во студентските домови и во универзитетските клупи. Постојам јас како позиција, постои антикорупцијски офицер на УКИМ, треба да се искористат овие позиции да се активираат што повеќе и што повеќе да се зборува. Тоа е мојот совет до сите студенти. Се чини дека студентите кои што студираат во местото на живење имаат малку поразлични проблеми од студентите кои доаѓаат од друго место, од друг град. Во таа насока би сакала да ги споменеме оние жртви кои што ги прават студентите кога се одлучуваат да студираат во место кое што не е место на нивното раѓање. Апсолутно, самото делување од средината која веќе ви е позната и доаѓање во непозната средина, а знаеме дека Скопје е доста бучен град што си носи своји предизвици, е тешко. Дополнително кога ќе се соочите со студентски домови кои што се нереконструирани, имаат огромни недостатоци, на пример во студентскиот дом Стив нема топла вода, истото се случува во Пелагонија. Немаат тоалети се уште поставени, немаат правилна канализација. Тоа се навистина страшни проблеми кои што дополнително му ствараат терет на студентот, кој при тоа треба да оди на предавање, треба да се врати, треба да научи, треба да се социализира. Доколку отидете во мензите и погледнете во студентските домови, храната е недоволна, па и нездрава понекогаш. Немаме здрав студентски оброк таму се уште, а немаме и доволна количина на храна. Сето тоа се проблеми. Немате парно грејење во домовите понекогаш. Или се случува да имате па да прекине, да не ви е доволно топло. Така што дефинитивно даваат жртва. Како реагирате вие кога ќе се пријави проблем? Што се прави со таа представка, со тоа барање? На кој начин се алармира до институциите? Откако ќе добијам представката, го извлечувам заклучокот и правам моја забелешка на врз основа на таа представка и ги испитувам засегнатите страни доколку постојат. Со таа представка одам до институцијата која што е надлежна и алармирам да се реши проблемот. Едноставно мојата позиција вклучува вршење притисок врз одредена институција и креирање на еден покренување на еден диалог, на еден здрав диалог, каде што ќе може да се издискутираат проблемите и да се најдат решенија за нив. Финансиите се еден од условите, еден од факторите кои што ја на некој начин детерминираат тежината или леснотијата на проблемите со кои што се соочени студентите. Во таа насока, многу од студентите паралелно со своето студирање се нафаќаат да работат одредени активности за кои што немаат ни сигурни услови. Како тоа да го смениме? Да, тоа е исто така еден голем проблем.
кај нас се уште се покренува свесноста за младинско вработување, односно за невработеност. Некако овој економски систем бара од младите и од студентите да бидат вработени во текот на своето студирање за да се издржуваат себе си. И за да можат нели да си ги исплатат и студиите и да си ги решат финансиските проблеми. Се креираат стратегии за вработување на младите, за вклучување во процесите, од кои што ќе можат да извлечат и практични вештини, да се го збогатат своето CV, да се збогатат себе си со придобивка на меки вештини, а истото тоа е да го уновчат. Недоволна е вработеноста на младите за сега. Се прават исчекори и се надевам дека кога ќе ги вклучиме баш младите во однос на какви работни позиции им требаат, какви практични вештини им требаат, кога ќе ги поврземе со бизнис секторот, дека ќе се најде едно решение за оваа младинска невработеност. Споменавте здравствена заштита, психолошкиот момент, вежбање, сали, достапност. Дали некој од бизнис заедницата не се обратил со идеја дека може да помогне преку стипендирање, преку некакви различни начини на поддршка, бидејќи сите знаеме дека ако свесноста за иднината на младите луѓе ни е во прашалник, тогаш општеството ќе остане без решение, бидејќи младите се моторот на општеството. Апсолутно. За сега искрено не сум запознаена со некоја бизнес компанија да понудила стипендии или некаква активност каде што младите се вклучени. Какви се искуствата од, повторно ќе го спомнам, земите од нашето обкружување, не мора да одиме подалеку. Дали тие искуства, тие стандарди може да се пресликаат тука, имаме ли услови, имаат ли институциите сенс да го слушнат тоа и да направат промена? Некои институции, кога разговарате со нив, и ве слушаат, дефинитивно. Но подоцна како се имплементираат работите е малку поинаку кога тие ги осмислуваат и кога ние ги осмислуваме. Така што тука треба да се работи на креирање здрав диалог каде што ќе бидат задоволени нашите потреби. Што ние очекуваме, а што вие сакате да постигнете. Например, Министерството за образование знаеме дека доделува стипендии. Сепак бројката на тие стипендии е недоволна според мене, па и според студентите. Треба да бидат опфатени повеќе студенти, поголем број на студенти, и треба да, особено оние што се на втор циклус студии, бидејќи знаеме дека некои студенти не се вработени, а студираат втор циклус студии, одбрале да вложат во државата, одбрале да вложат во себе си и затоа треба и да ги наградиме. Така што и тука треба да има доделување на стипендии. Дојдовте на студентското плато или универзитетскиот кампус токму на Универзитетот Аристотелис или Универзитетот Аристотел. Овде, во Солун, во ова парче што ќе го издвоиме како репортажа за вас, ќе зборува за студентското навигирање во однос на античките традиции кои што се среќаваат со модерните амбиции на студентите. И кога разговараме за овие прашања, треба да се навигира од тоа кои се желбите на студентите, кои се нивните потреби, што се им се задоволува, но против што се тие самите и се борат. Па ајде да видиме како сето тоа изгледа. Солун е жив универзитетски град со над 100.000 студенти. Буквално, еден од секои 10 жители тука е студент. Со голема студентска популација, овој град има 3 државни универзитети, од кои најголемиот Аристотел е прв на листата најдобри универзитети во Грција за 2024 година. Токму со тројцата студенти, Алики, Мариос и Анастасија, разговаравме за стандардот и нештата кои им се важни.
Од грчките агори преку римските форуми, студентските платоа, универзитетските кампуси. Токму градот Солун во Грција е тој кој што на студентите им нуди од антиката до современото општество да имаат централни места каде што своето знаење што го научиле го пренесуваат на другите или пак едноставно ги разменуваат искуствата. So what's life for a student? I believe that a student here can easily find education in so many levels, and the important thing to highly notify is that it has educational standards that are very high for the Greek society, and it's one of the most important educational venues in Greece. Aristotle University has many potentials, and it has, in my department at least, that I know, it gives like a great foundation, a very good theoretical foundation, but I think it kind of lacks maybe the support, maybe from the state, I guess, I don't know, for it to kind of evolve the programs that are currently enrolled in each department, to give us a more, let's say, practical experience, and to kind of create a nexus between that, so students can be more prepared for when they're going out in the workplace. I think this is not only my personal experience, also from my peers and other students. No, I don't think that it is easy to study generally in Greece. I gave some exams in order to get in here, and I had to suffer a year for that, and I'm really proud that I got into public education. Although the problems are major, we're trying to do our best in order to improve them. Како е да се живее во Солун како студент? Од наоѓање место кое ќе се нарече дом, до навигација низ шармантните, но хаотични улици на градот. Студентите ги споделуваат своите приказни за адаптација и истражување. You know, we have to calculate through the renting prices that are actually way high in Greece as well. That is the problem. That is the main problem in Greece. For example, if we were doing this interview about 5 or 6 years ago, I'd say that the renting prices are cheap enough for somebody to live here. So things have changed a lot, right? After the pandemics especially. Exactly, after the pandemic, and also it's the part that the Airbnb was also very high in Greece during the pandemic and after that. Well, I am a student that lives far away. I live like 25 kilometers away, and the public transport is a nightmare. Indeed, yes, because the buses are not that much, and the crowd inside is suffocating. Is it free for the students to be riding the bus, the public transport, or no? No, but there is a student discount, which helps, of course. What kind of discounts or maybe positive aspects of being a student in Thessaloniki is? If you're enrolled in any of the departments, you have, for example, a discount in your cell phone bill. Oh, really? Yeah, this is one of the good ones. Веднаш спроти најголемиот универзитетски кампус на Балканот, а тоа е Аристотелис универзитетот, се наоѓа и Универзитетот Македонија, што е повторно уште еден државен универзитет, но постојат огромни разлики. Студентите кои што студираат, да речеме, на Универзитетот Аристотелис во Солун, имаат сосема други поволности и многу подобри, да речеме, од тие кои што ги имаат на Универзитетот Македонија. Во Солун студентското искуство ја надминува училницата, нудејќи ткаенина на културни, академски и социјални можности. Овој град е омилена дестинација за студентите на Еразмус програмата, привлечени од богатите образовни програми и можноста да се интегрираат во место, каде историјата и современоста се среќаваат. Оваа комбинација на придобивки го прави Солун идеална средина за студенти од целиот свет кои бараат збогатувачко академско патување. Трагајки по меѓународни студенти
Ја запознавме и нашата сонародничка Рула, која што од Битола, изодувајќи го патот кон високото образование, сега ја гради и својата кариера таму. Јас имав приликата да го започнам моето студирање во 2016 година, каде што сепак имаше еден вид на промена во системот во Грција. Можам со сигурност да потврдам дека и додипломските и мастерот имаја буквално иста еднаквост како и домашните, да речем, студенти. Јас завршив на Аристотел универзитетот. Додипломските беа комплетно без пари, со тоа што и сите тие казнени сесии, како што се кај нас, се без плаќање. Книгите се исто така бесплатни, значи доколку се завери семестарот и предметите кои што треба да се изучуваат, автоматски студентот може да се појави на испитот, а со тоа значи дека кога започнуваат и апликациите, тие ги добиваат и книгите. Книгите се подигаат од книжарници, сето тоа нормално и електронски, така да буквално е бесплатно. Буквално дали се работи за меѓународен студент или за грчки студент, се работи за истиот третман. Во ноември 1973 година, токму Политехничкиот универзитет во Атина е тој од каде што започнуваат главните демонстрации и се случуваат окупациите против тогашната хунта на грчката власт, која што пак за да ги разбие им испраќа тенкови и исходот е 40 млади жртви. 50 години подоцна, сега повторно државата сака да направи измени во законите за високо образование. Повторно, на овој пат во Солун, најнапната е ситуацијата со окупација на Политехничкиот факултет, односно факултетот за инженерство. И 50 години подоцна студентите се уште се обидуваат да се изборат, да ја зачуваат автономијата на своите државни универзитети, при тоа да не се доведе ситуација каде што тие би биле израмнети со приватните како што најавува државата. Зошто? Затоа што на тој начин ќе ги намалат стандардите, но истовремено и студентскиот стандард ќе почне да опаѓа, а тоа студентите велат дека нема да го дозволат. It started with the implementation of having a certain body of police university, which will not be trained well, which will not have the knowledge about how this institution works and what is the whole concept of a free and public university. I don't know which will be the next moves of the society and of the government on this topic. But we started with the big marches in 2020 during the pandemic about this topic with the police of the universities and about the freedom of our universities, the asylum as well. The big point blank, let's say, was about the equalization of our degrees. After that, we had talks again about the police in the university and for the privatization of the public universities, which means that you will have to give again the national exams, which are hard and they're really difficult to catch a good points for your entrance in the university, but you will also have to pay a fee, which will be a big amount of money. And the raised question was that our universities, which are autonomous and everything, are already undergraded by the government because they're cutting the public funds. They are not well maintained as a situation with the staff, with the professors, with all the needs the students have. So what will be the change to make you want to pay for a public university? And what will change with your degree, for example? Which of course the answer is nothing. You will just have also to pay about your education, which also we have to make a point that the public and free university is part of our constitution. And we were bringing to the point to have this occupation of a lot of
universities. I think at a certain point there were 100 faculties all around Greece. And it's really important to say that these occupations were not made from a group of students that just decided to make them. We had the student bodies vote about this situation, and the votes were always like 80% yes, 20% no. So in a democratic way, we have to say that the majority of the students' body were voting to have this occupation as a statement against this draft law, or law, I don't know anymore, which will destroy our free and public university. Солунските приказни сведочат многу битки. Од нашите битки раскажуваме приказни кои што се движат по каменести улици. Како што се нерамни и каменестите улици, така зборуваме и за нерамнините кои што ги имаат студентите. Оваа битка што сега тие ја издвојуваат е токму битката за задржување на автономијата. Но покрај приказните за нивните војувања сега, зборуваме и за нивните стандарди. Затоа што без задржување на стандардите и без можностите студентите да го добијат тоа што им заслужува, тие не би можеле да отпловат кон иднината на отворени води. Здравко Димитров е студент на магистерски студии по применета и компаративна политика на правниот факултет Јустинијан I, прва година. Скромен, а едновремено амбициозен да го заврши своето образование, со нас ја сподели својата студентска приказна. Попотекло е од Виница, поради што додека студира престојува во студентскиот дом Гоце Делчев. За еден студент успешно да добие легло во студентскиот дом, условите првично се поставени на страната на Министерството, односно тоа се неколку документи кои што мораме да ги доставиме за да докажеме дека ние сме студенти и нам ни е потребно. Што вклучува тоа? Тоа вклучува потврда за редовен студент, вклучува индекс кој што мораме да го прикажеме, извод од матична книга на родените и мораме да доставиме документ за тоа колкави се примањата на нашите родители. Мислам дека Министерството за образование и наука селекцијата може би ја прави во одредена мера, во смисла дека поприоритетни се студентите кои што немаат толку големи примања дома во споредба со некои студенти кои што имаат поголеми примања, што сметам дека е фер. Веќе втора година го живее студентскиот живот во дом. Втора година живеам во студентскиот дом и условите сметам дека се прикладни за еден студент. Јас сум искрено задоволен и со оглед на тоа дека сите студенти сакаат да бидат, односно тие тежнеат кон тоа да бидат сместени конкретно во овој студентски дом, мислам дека условите се доволни за еден студент успешно да може да ги извршува своите обврски. Во собите кои што се приватни, односно приватна е просторијата, ние плаќаме за тие соби, мораме ние сами да се грижиме за хигиената и одржувањето на собите, додека јавниот простор кој што го користиме сите заедно, односно ходниците и тоалетите кои што се заеднички за сите студенти, се грижи студентскиот дом. Живењето во студентски дом може да кажеме дека е предизвик сам по себе, бидејќи мораме овие 9-10 месеци во кои што сме сместени во студентскиот дом, ние да ги поминеме заедно со нашиот цимер, така кажано, и мораме да живееме заедно и големи се веројатностите со кои што кога ќе се сместуваме ние во студентскиот дом, нашиот цимер да не го познаваме и тоа е предизвик сам по себе, односно својата приватност да ја делиме со некој кој што го гледаме прв пат, а тоа може да произведе, односно да резултира со ново пријателство кое што би останало за цел живот. Неговиот став е дека стипендијата и џепарлакот што го даваат родителите се доволни, но секогаш може подобро. Тој што е поамбициозен може и да работи. Да, јас работам, но моето не е конкретно работа, туку е пракса за факултет, за подоцна да можам да најдам
да најдам работа на мојата струка, бидејќи веќе сите бараат да имаме одредено искуство пред да започнеме со било каква работа, без разлика тоа во која сфера од општеството ќе биде. Така што секој редовен студент има право да биде вработен на пола работно време и на тој начин да остварува профит со кој што успешно би го поминал месецот. Исхраната е важна, а неговите искуства се генерално позитивни. Исхраната сметам дека е доволно добра од причина што секој ден имаме различно мени, односно за ручек и вечера добиваме нешто различно, а овде мораме да го спомнеме и студентскиот субвенциониран оброк кој што го дава државата на секој студент. Социјалниот живот е клучна компонента во обликувањето на студентскиот живот и задоволството или незадоволството во него. Па во таа насока еве ги предизвиците кои ги сподели Здравко. Социјалниот живот зависи пред се од студентите, а тоа ни го нуди студентскиот дом, дали тоа ќе биде во некоја од собите или тоа ќе биде во дворот или ќе биде надвор од склопот на студентскиот дом, тоа сепак останува на студентите. Европската младинска картичка која што ни ја нуди Министерството за култура ни дава, односно ни дава некои бенефиции со кои што може да се служат студентите, а тоа се на пример Македонски народен театар, Драмски театар, и останати културни институции кои што се во склоп на Министерството, на пример Филхармонија или Кинотека на Република Северна Македонија, тоа се само дел од институциите, односно само дел од местата каде што се организираат културни настани, каде што студентите имаат на 50%, односно на половина од редовната цена за влез во тие институции. Благодарение на Здравко имаме можност да дзирнеме како изгледа студентскиот живот во студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје. Во последно време голем е интересот кај нашите млади за студирање во странство. Јас сметам дека се уште во нашата земја постојат многу квалитетни и убави услови за студии. Понекогаш сметам дека дел од родителите, а не и децата, сметаат дека студирањето во странство може да биде и некаков општествен престиж. Но сепак станува збор за одлука на деца, или кога децата одлучуваат, тогаш е вистински избор, а не е притисок од родител и тогаш не е престиж. Сара и Тео решија да студираат во Франција. Оваа академска година тие се бруцоши. За нивниот престој во Каен поразговаравме со нивните родители. Според тоа, како кажува мојот син, има прекрасен живот во Франција, исполнет секој ден, како со многу учење и многу задачи, но исто така со откривање на нови светови, нови пријателства, колеги од целиот свет. Но исто така едни многу сериозни испити и тестови и научни програми кои ги совладува. Се разбира многу поинакви од Македонија, многу поразлични, но тој ужива во тоа. Вообичаено студентите кои заминуваат на студии во Франција преку амбасадата на Република Франција или преку владата на Франција, Тео е стипендист на француската влада, добива стипендија за школувањето, но исто така и за сместување во кампусот. Во кампусот има неколку типови на сместување. За среќа Тео е сместен во поубавиот дел од кампусот. Станува збор за една зграда, нова, во која има може повеќе од 200 соби, не сум сигурна точно колку, и станува збор за апартмани кои се по 9 квадрати. Навидом изгледа мало, но станува збор за едно кутивче во кое студентот има се што му е потребно. Кога тргнуваш од тука беше малку исплашена. Вика, знаеш, јас ќе заминем, ама ова не е одмор да се вратам за 15 дена. Меѓутоа, кога веќе отиде, вика да знаеш, јас сум многу мотивирана, вика, не треба да се секирате за мене. Овдека е одлично, бидејќи имаат одлични услови. Точно дека собата е 9 квадрати, меѓутоа е многу рационално разместена, уредена, опремена и одлично функционира во Каен од аспект што до сега беше мамина и татина ќерка, а сега веќе самостојно си ги превзема сите обврски, не само учењето, него и обврските околу пазарење, готвење, така да веќе е самостоен човек. Собата кога влеговме беше празна, меѓутоа беше чиста, тип-топ
имаше нов душек со најлон, а сега, пошто сепак е девојче, ми испазаривме тоа што ја е кејф, розево перниче, розево душече, розево кебенце, розево не знам што, така да све го опремивме тенџерчињен, се што требаше за нормално функционирање, да не се осети дека е на железничка станица, дека тоа привремен престој, него дека таму треба да ги помине наредните 3 до 5 години во тоа место. Можеби нема да биде во таа соба, можеби нема да биде во Каен, меѓутоа треба да се осеќа пријатно. Нашите студенти имаат обврска да се грижат за хигиената во својата соба. Сите студенти се грижат сами за собата. Французите се многу ригорозни во однос на хигиена и одржување на просторот. При уписот на факултетот секој студент плаќа однапред една месечна кирија или рата. Доколку студентот не го одржува не само чисто хигиенски или оштети нешто од инвентарот, таа кирија се задржува и не се враќа. Студентите во Каен, Франција, имаат и одредени бенефиции кои имаат можност да ги искористат. Со запишувањето на универзитетот и во кампусот добиваат Лео карта. Таа Лео карта им е повеќе наменска. Значи, иницијално ја користат за влез во зградата, бидејќи зградата е обезбедена со ограничен пристап, а со таа карта, значи, можат да јадат во студентската менза, каде што оброкот е 3,5 евра. Можат да јадат и во некои ресторани кои што е дозволен попуст за студенти. Со таа карта со 20 евра годишно можат да купат карти за, не се сеќавам за колкав број, меѓутоа представи во театар и во кино. Имаат попусти во јавниот транспорт, кој што е одлично организиран. Нашите студенти се задоволни од исхраната во кампусот, а кога е во прашање спортско-рекреативниот живот, имаат многу можности. Кампусот е неверојатно опремен и е најверојатно голем колку една наша просечна македонска општина, во која има околу 4 до 5 тениски игралишта, едно огромно фудбалско игралиште со атлетска патека, има неколку справи за вежбање и плюс уште неколку игралишта кои се во употреба, им стојат бесплатно на располагање на студентите. Меѓународниот ден на студентите се одбележува како спомен на трагичниот настан кој се случил на 17 ноември 1939 во Прага. На овој ден се задушени студентските демонстрации против нацистичката окупација на Чешка. Еве што ќе ви откриеме денес во артикулација. Седумнаесети ноември во светот се одбележува како Меѓународен ден на студентите. Повод е нацистичкиот упад на Универзитетот во Прага во 1939 година, кога биле убиени 8 студенти и еден професор, а над 1200 студенти биле испратени во концентрациони логори, пошто биле затворени сите чешки универзитети. Студентите денес не живеат во 1939 година, и иако не се нападнати од нацистите, сепак се соочуваат со финансиски препреки, лоши услови за студирање и престој и други проблеми кои ги кочат нивниот напредок и развој. Улогата на студентите во обликувањето на иднината и општеството не сме да се потцени. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!